Добар, убав и среќен ден, драги наши пријатели на емисијата Вкусот на традицијата. Еден голем поздрав ви испраќаме од етнокомплексот и етноресторанот Златно буре Кучково во Кучково. Навистина прекрасна идила, место кое што ве освојува за уживање, за прошетка. Значи, можете на крајот да ги вкусите сите традиционални специјалитети што ги имаме тука, што ги подготвуваат во кујната. И место за добро друштво, за забава и се разбира за релаксација. Во денешната емисија Вкусот на традицијата имам специјална гостинка која што ни пристигна во Златно буре Кучково од Кавадарци дури ни дојде. Тоа е господјата Родна Демирова, која што е член на Националниот сојуз на слепи на Македонија. Добре ни дојде, Родна. Добар, најдов. Како си? Добра ли си? Прекрасно, ви благодарам. Како сте вие? Одлично. Да ти кажам, секогаш во друштво со вас сум супер, затоа што си правиме муабет за најубавата животна тема, а тоа е како да сготвиме убава храна, така? Ти благодарам на тебе што одвои од времето. Сепак си мајка на 2 дечиња, така? Да, така. Ајде да ги поздравиме. Поздрав до моите ќерки Селма и Султана. Селма и Султана, поздрав од мама и од тетка Адријана, така? Супер, твоето семејство, сите да ги поздравиме. Одлично. Кажи ми, ти по професија си готвач? Па, да. Така. Работеше порано како готвач подолго време, Да. но сега веќе не работиш, затоа што се подготвуваш за едно изненадување за кавадарчани, така? Па, Нешто се крчка, да. што планираш да направиш? Па, планирам во поскоро време да отворам локал за брза храна и да има добри оброци. Браво, браво. Со тоа ќе помогнеш на сите дами во Кавадарци, затоа што некои што одат на работа нема доволно време да си го подготват ручекот. Тука ќе биде Родна, која што ќе ги подготвува убавите македонски традиционални јадења и ќе се уживате во тој вкус. Сега, ти учествуваш исто така во кулинарска, како се викаше, платно. Кулинарско платно, тоа е манифестација која што за прв пат минатата година го организираше Националниот сојуз на слепи и навистина сите се презентираа со убави специјалитети, добија дипломи за учество, верувам од следната година веќе ќе има и наградувања, така? Да. Со што се представи ти на кулинарското платно? Баш ми беше чест што бев за прв пат на таков надпревар и јас се представив таму со 2 рецепти, од кои беа турски рецепти. Едниот беше лахмаџун, а другото беше црвена леќа. Браво, супер. А за Вкусот на традицијата и за нашите гледачи, што ќе ни подготвиш денеска? Денеска кај вас сакам да подготвам ќофте во бел сос. Ете така, ова не е обично ќофте, ова е варено ќофте, Да, така? варено Што се ќофте. ни е потребно да го направиме ова ќофте во бел сос? За овој рецепт ни е потребно 300 грама мелено месо, 100 грама ориз, 2 главици кромит, 2 моркова, 1 китка макдонос, 1 коцка за супа и 100 грама до 200 пире. 100 грама доволно е, нели? Да. Една кесичка готово пире. Така? Малку лукче, Малку лукче по и вкус, имаме масло. Имаме масло и 500 грама вода. 500 мл, Во која ќе се маслото е варат по потреба. И сега да ни кажеш кои зачини ги ставаш во ќофтето во бел сос. Вака ставаме сол, мешан сув зачин, бибер, буковец, И малку мелен малку бибер. мелен бибер. Така. За ова ќе ви биде потребно едно тенџере, каде што ќофтето ќе го варите и ќе се направи сосот. И верувам дека многу домаќинки ќе го прифатат овој рецепт затоа што е брз,
лесен, едноставен, а и башка ефтин. Така? Да, така е, се надевам дека на секој ќе му се допадне. Мене ми Сигурно. остана традиција од мојата баба, па и сакам и понатаму сите поколенија да го... Браво, ние сме ти многу благодарни Представувам. што ја споделуваш рецептата со нашите гледачи. Те молам сега да почнеме со работа. Јас ќе ти помагам се што треба. Добре. Ајде. Ги го додаваме меленото месо во садот. Со рака слободно фати си се. Со рака. Ете така. Добро. Јас ќе ги ставам ваму. Го додаваме кромидот. Промидот. Така. Добро. Исто така го додаваме и оризот. Ставаме масло. Масло. Добро. И се тоа се замесува со И зачините. сето ова се замесува со зачините. Добро. А морковот каде го Во ставаш? водата. Во водата? Да. А, ти додека го месиш ова, јас ќе ти ги принесам зачините, повели стави, а може јас да го нарендам морковот? Може, да. Ете така. И во водата ќе ставиме неколку зрнца, Зачини. да, неколку зрнца бибер. Ајде сега. Ти стави си тука, а јас ќе ти рендам. Ставаме по малку зачини, по вкус. Малку бибер. Малку биберче, малку буковец. Ова има да биде екстра. Јас знаеш кога ќе се спомене ќофте, се си мислам нешто што треба се пржи. Па не, ова е поздрава варијанта, Така. варено ќофте. Најчесто им го подготвувам на моите деца, ама е убаво да се конзумира Така. секој кој... Може веќе да ја ставам водата да Може. се вари? Да зоврие водата? Така. Да. Добро, ќе ни треба тенџере. Еве ја водата веќе овде. Откако ги ставаме зачините, го замесуваме. Добро. И малку лукче. И малце лукче додаваме. Да. Супер, јас да кренам од ова што не ни треба веќе, да не ти ја гужва тука. И сега го месиш Го замесуваме. тестото за ќофте. Да. Така? Добро. Значи нема ни јајце, ништо нема во Не, него. не. Само се става ориз, кромит и зачини. Добро. И маслото за да биде убаво. А кажи ми дали можам јас сега морковот веднаш да го ставам Да. во водата? Да, да. Добро. И откако ќе зовре, ја додаваме коцката за А, супа. така. Да ти кажам, сум слушнала вака за ваков тип на ќофте, меѓутоа ова е на поинаков начин, со присуството нели на кесичката на Да. за готово пире, како се вика. Тоа го сме го потребувале ние, охо, многу одамна. Па, тоа е добра варијанта Да. за И сосот. брзо и лесно. брзо. Мислам дека ова доволно морков, затоа Мислам што дека беа да. големи морковите. Сега ќе ги ставам. Ќе го ставам и морковот треба да го ставам и да ставам Откако ќе коцката. зоврие, коцката ја ставаме. Добро. Ете така. Имаме дрвена лажица да промешам. Така. Откако ќе завршиме со подготовка на месото, ја чекаме водата да зоврие и ја Аха. додаваме коцката. Добро. Родна добар тим сме. Да. И верувам дека ова ќе биде навистина многу, многу вкусно. Се надевам дека ќе ви се допадне. Така, ќе ти треба една чинија да ти подадам за Да. ќофтињата? Да. Повели. Фала. Повели. Откако ја правиме Аха. месото, правиме мали ќофтиња, Мали кои ќофтенца. ќе може да ги ставиме внатре во водата Сакаш откако да ќе биде си совриена. избришеш Да. рацете, повели.
Значи правиме мали ќофтенца. Дај го тоа тука. Правиме мали ќофтенца, Да, од кои после ќе може да ги додадеме внатре во водата. во водата. Добро. Еве да не ти треба вака лажиче да се реди си ги тука. Така да не ти треба лажичка. Да земам смес. Добро. Фала ви. Или ако сакаш па чекај вака. Така. Добро. Убаво мириса тестото. Да. Убаво мириса со сите Се зачини. надевам ќе биде и вкусно. Да, супер. Ајде, ете така, па да земам и јас да правам, а? Може, ако сакате. Добро. Извини. Што? Еве сега почна да брие, јас ќе ја додадам или ти ќе ја додадеш поблиску може. ти е таму? Може да ја додадам Да. кошката за супа. Да. И се вака додека го потрошиме тестото. Да. Така. Дај тоа што е крупното, стави го тука. Така. А веќе овие што се готови може да се стават Може да се внатре? става, да. Да. Ајде. Повели родна. Во зоврената вода, Така. откако ја ставаме коцката, ги додаваме и ќофтенцата. Дај овие тука. Ајде ќе продолжиме. Така. И овие веќе да ги ставам. Да. Стави ги ти. Стави ги. Ево, уште малку имаме, уште 5-6 ќофтенца да направиме. И колку бава замириса. А коцката за супа е од зеленчук. Да. Одлично, прекрасно замириса. Прекрасно. За да имаат добар вкус. Да. Еви и овие ти ги давам. Така. Повели и овие две. Благодарам. Еве се ги последното ќофте. Значи, ние додадовме уште малку вода. За оваа количина 300 грама мешано мелено месо, дури понекогаш и ќе ви отиде уште една чаша екстра или две. Сепак тоа од око. Окото ќе биде најдобра мерка, така? Да. Што ти повели една салфета. Благодарам. Да. Ова веќе може да го крена. Да. Само малку да средам тука. И сега ќофтињата воопшто не ги вадиш од... Не. Не, така? Ги чекаме да се свари оризот добро Добро. и така. потоа го додаваме пирето. И толку е тоа, и Да. макдоносот и лукчето, И макдонесот нели? и лукчето, да. Браво. Ете колку убаво нешто и брзо. А вкусно. Да. Супер. Сега нека си се варат. Тие сами кога ќе бидат сварени, ќе си испливаат нагоре, така? Да. И со морковчето. Го оставаме да зовре. Колку време од прилика треба да вријат? Па од прилика пола саат. Половина час. Значи, откако ќе зовријат ќофтињата, вие гледате вкусот на традицијата, останете со нас, ќе продолжиме откако ќе се сварат ќофтињата. Еве,
Ќофтињата се веќе сварени, оризот е набабрен, значи време е за преостанатите потребни состојки. Што додаваме сега? Додаваме уште малку масло. Да. Отприлика уште 3-4 супени лажици. Да. Така? Да. Добро. И додаваме една китка Макдонос. Макдонос, така. Инаку, една напомена, драги наши гледачи, за тие што ќе го прават ќофтето, значи водата нека ви биде по потреба. Почнуваме со половина литар. Но има некој ориз кој што ќе земе повеќе вода, некој помалку. Ако сакате да ви е потечно, додадете уште половина литар. Затоа што секако ќе се згусне од кесичката готово пире. Значи водата нека ви биде баш по потреба, како сакате. Да му додадеме и уште Макдонос или после ќе го додадеме? После. Добро. Откако ги ставаме сите состојки, го додаваме и пирето. Пирето. Така. И мешаме. Добар рецепт, ми се допаѓа. Многу едноставен, а многу вкусен. Како мириса цело време, фантастично. Добро. Сега, значи, го мешаме. Да. Да ви биде нативко оганот. И го оставаме неколку минути да зоврие пирето. Да, на тоа му е доволно 2 минути, така? А потоа во сервирањето и остатокот од Макдоносот или тука? Во сервирањето му. Во сервирањето, во ред. Еве сега и ќе го исклучиме. Ете така. Супер, и тоа ќе се дојде одлично. Стави го тука. Ете така. Супер! Драги гледачи, останете со нас. Ние сега ќе ја поставиме трпезата, ќе ја направиме салатата и сите оние останати работи што би оделе со овој ручек или вечера, зависи во кој миг ќе го подготвувате. И ќе го пробаме сите заедно. Се гледаме на трпезата. Еве, драги гледачи, како изгледа ќофтето во бел сос што го направи Родна за сите нас. Сега е време за ручек. Тоа изгледа прекрасно. Ох, што убав крем има. Прво на нашата гостинка. Родна, ајде да видиме дали исто како и дома што го направи. Така? Вака треба да биде, нели? Оф. Значи на вистина многу убаво. Прекрасно. Браво. Браво, за ова не ни е потребно лепче, туку си имаме се, значи послуживме со макалце, со салатка, со пиперчиња имаме. Ајде прво вака да го пробаме. Нека ни е на здравје ручекот. Нека ни е на здравје. Значи се си има воедно во тенџерето. И компир право, и сите зеленчуци. Многу убаво мириса. Леле, колку е убаво. Прекрасно. Леле, многу е добро. Раците да се позлатат. Фантастично. Нема джвакање тука, се е лапни голтни. Да. Толку е вкусно. И одлична идејата за кесичката, за готовото пире. Прекрасно. Се добиваш одеднаш. Така. Брзо и вкусно. И на сол погодено. И од озгора што го стави Макдоновчето, па и тоа му даде посебен вкус. Родна, да си здрава и жива. Златни раце. Поздрав до твоето семејство, до твоите керкички. И те очекуваме во некоја следна емисија со нов рецепт на денот да ни дојдеш. Нешто ново што ќе научиш од твојот крај, од кавадарци да ни донесеш.
Ја знаеш како велам, секогаш со една мисла на денот ја завршувам емисијата, вела дека во луѓето не се верувам, туку на луѓето им се дава доверба, можност за доверба, единствено се верува во Бог. Така е. На здравје. На здравје. За сите вас и за нас. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Довидување.